почитуван Благој, кој што го направи проектот, почитувани присутни. Денеска е радост. Денеска е посебна радост да се присуствува на ваков чин и да се гради храм кој што ќе остане запишан во историјата и ќе сведочи за нашето време, за верата на нашите татковци и за иднината и генерациите што доаѓаат по нас. Со градењето на овој храм покажуваме смиреност и послушност кон Бога, дека сите ние посакуваме да постанеме живи храмови, наследници на Небесната црква, на Небесниот храм. Како што вели и светиот апостол Павле, телото е храм на Светиот Дух. Овој храм се гради посветен на светиот великомаченик Трифун. Мислам дека во нашата татковина и надвор, дека што има наши православни македонци, дека нема храм посветен на Свети Трифун и дека овој е прв храм во татковината и единствен. Овој светител, на кого што ќе го подигнеме и изградиме овој храм, на кого што го посветуваме, светиот маченик Трифун, кој што доброволно пострада за верата, не само на лозјата и на полињата, туку ќе биде заштитник и на сите луѓе кои што живеат во ова село, ќе ги чува и пази, ќе ве чува и пази од сите болести, од сите неволи, од сите страданија, од сите искушенија. Но воедно ќе не храбри и ќе не води по патот на вистината, како да ја чуваме верата православна, како да ја чуваме татковината наша и нашата света црква. Храмот го градиме во време кога имаме национална и духовна слобода, кога имаме своја татковина Република Македонија, суверена и независна, кога имаме и своја возобновена древна автокефална Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Зошто го велам ова? Нашите предци не само што не дадоа да се срушат нашите древни храмови и манастири, ги бранеа тогаш кога беа во робство, туку и градеа нови храмови и тогаш кога страдаа и кога беа во робство, и кога беа и во немаштија и во сиромаштија, но со градењето на храмовите покажа дека тие се живи храмови и дека верата е таа која што не чувала и не чува низ вековите и до денеска. И срамота е денеска ако не можеме да изградиме храм, кога имаме национална и духовна слобода, кога не сме во ничие робство. Можеме само ако сакаме, можеме само ако сме единствени, ако сме сплотени и ако сме соединети. И со ова, уште еден украс ставаме на нашата историја, уште еден белег, со ова покажуваме дека нашата древна апостолска традиција, која што светиот апостол Павле ја посеа нашата вера овде во Македонија, она традиција која што светите словенски учители и просветители наши не сочуваа и не запазија, еве денеска ние негуваме и пазиме, граделе тие храмови во времиња и невремиња, еве денеска ние градиме храмови и со тоа ја зачувуваме нашата древна вера, историја, духовност и националност. Овој храм, покрај тоа што е православен, е и македонски, затоа што му припаѓа на овој народ и со овој храм, бидејќи сето ова денеска го следи светот и ќе го следи, се покажува дека се несмели и горди на нашите длабоки корења, дека чуваме духовната и националната традиција и дека продолжуваме да живееме онака како што живеа нашите предци.